во информативниот блок на телевизија Нова зборуваме со Александар Јусјаков, еден од подржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Ви благодарам што прифативте да бидете дел од информативниот блок на телевизија Нова. 22 ден поред протестите продолжуваат. За денеска се најавени масовни собери. Повеќе од 200.000 граѓани ќе излезат за заедничка Македонија и ќе ги повторат своите барања на 43 локации низ земјава. Да, точно е тоа. Денеска ќе излезат повеќе од 200.000, а се надевам дека ќе биде така. Видете, 25 години Република Македонија е соочена со еден брутален притисок, со чекор по чекор укинување на нејзините идентитетски идентитетски прашања, суверенитет, постојани брутални напади кои што етапно доаѓаат на неколку години. Сакате привремената спогодба во 95-та година, сакате претходно ФИРОМ, сакате потоа Знаме, сакате потоа 2001, па рамковен договор, па територијална поделба и еве го сега најновото што ни доаѓа, тиранската платформа, која што јас ја нарекувам цијашка тиранска платформа, затоа што, ако се сеќаваат граѓаните, неколку дена по доаѓањето на последниот шеф на бившата администрација на САД на ЦИА беше токму на Албанија, средба со Еди Рама, по која веднаш се појави таа тиранска платформа, а во политиката ништо не е случајно. Значи, сите чекори овие 25 години се на штета на македонскиот суверенитет, на македонската држава и на македонскиот идентитет, со крајна цел промена на името, кое што нормално ќе донесе до укинување на идентитет. И токму затоа и не е воопшто чудно што толку многу народ сега ова го видува како прелевање на чашата, затоа што 25 години се соочуваме со истите брутални напади од надвор и однатре и сега едноставно можам најбанално да кажам пука филмот полека. Како што кажавме, 22 ден протестите продолжуваат. Секојдневно над 150.000 граѓани излегуваат за подршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија побара и средба со еврокомесарот Јоханес Хан, но тој не ја прифати, односно во неговата агенда стои исклучително средби со лидерите на политичките партии и со председателот на Република Македонија. Кој е вашето мислење за ова? Вака, прво, Јоханес Хан знаеме зашто доаѓа. Јоханес Хан со се таа свитата од европратеници, пола од нив, тоест сите тројца веројатно на платен список на Џорџ Сорос, како што ни објави и претходно кабел од Викиликс. Он доаѓа да изврши притисок, не доаѓа за ништо друго, да врши притисок за да сето она што беше во последниве неколку месеци сервирано на македонската јавност во тиранската платформа, на некој начин тоа да биде прифатено. Они не најдоа за сходно да излезат како Европска унија, кон која нели ние се стремиме, и да осудат мешање на една држава во внатрешните работи на друга држава. Тоа воопшто не го направија. Ама затоа еве ги тука сега за да го вршат притисокот, нели како они што викаат мирна транзиција на власта. Потегот на организаторите беше одличен што побараа средба со него и јас не ни очекував да ја прифати Јоханес Хан. Видите дека кога го канеа активистите на Отворено општество, тој без проблем се среќаваше со нив, иако они не беа повеќе од 3000 луѓе на улица. Сега кога имате пола Македонија на улица, тоа не го доживуваат како нешто што е важно, нешто што говори дека народот во Македонија, граѓаните на Македонија не им се допаѓа ова што се случува, меѓутоа како што реков, не ни очекував да ја прифати, затоа што на крајот на краиштата нивната политика кон Македонија 25 години е лицемерна политика.